Македонија. Здраво. Фала. Ви ја разбирам фрустрацијата, ама за жал тоа е таа теорија на релативноста. Заблагодарете му се на Ајнштајн. Ова е лево, ова е десно. Се свртиш вака, работите се менуваат. Како сте иначе? Температурата погодена ви е, ко по дома се осеќате? Затоа што искрено јас се осеќам ко политичар пред специјален јавен обвинител у моментов. Јас сум тик-так и денеска ќе зборувам за годишниот одмор на македонецот. А каде оди македонецот на годишен одмор, ако не, што би рекол Трпевски, кај нашиот јужен сосед? Или обачев Банско? Ама, како што стојат работиве, до година изгледа ќе треба да рипаме ограда за да одиме на одмор. Како започнува денот на македонецот на годишен одмор? Така. Со смеење не. 4 саат са вајле. Хотел 5 звезди. Бунгалов 6 звезди. Децата спијат. Сонуваат звезди. Македонкава го буди македонецот. Трпе. Ај стани бе. Шо ма секс? Не бе, оди фати лежалки. Добро, колку да фатам бе? Па, фати 6. 2 у прв ред, 2 у последен ред, 2 у пешкирите и 2 за сестра ми и зет ми. И глупачо, ма кај ги најдеш 6 бе? Добро де 8. Јеби га, Кембридж. Оди македонецот на плажа, фаќа 8 лежалки и дополнително си окупира уште 8 квадрати песок. 5 од лева страна, да си ги нареди пешкирите, 3 од десна страна. Да си ги совлеча по столките. И назад у соба. Да спие до 12 ко човек. 12 саат. Плажа пуна лежалки. Срби, Руси, Грци. Доаѓа македонецов и почиња да вади. 2 мобилни, 3 таблети, 4 лаптопи, 5 фотоапарати, 6 айфони. Чеки. И кај ми е тој прва копија iPhone 6-ката ма? Го заборај у соба. Абе, глупаче, една кај тебе у село нема прва копија iPhone 6. А сега бе, па треба да ми се јави бе оној техничкиот заменик на министар бе оној. А оној од Германија што треба 6 милиона евра фактура да ме плати, како ќе ме најдема? Не ми се веруе, човече, па бомби ќе фрламе бе. Па мене ќе ми фрлаат бомба. Мрш у соба да ми го земеш телефонот, бе, како не ти е срам? Доаѓа оваа цела попарена, го носи телефонот. Дој тоа вам ума, седи тука. Ај са едно селфи за Фейсбук да направиме. Децата на македонецот по дефиниција не носат купаки на плажа до 12 годишна возраст. Точка и без исклучок. И деца ко деца на моменти знаат да бидат палави. Например, да отпливаат у длабокото. Вистинскиот македонец не е македонец ако у тој момент не почне да се дере. Милено, пиздати матери, не искачај од таму. Абе, уште од Македонија ти викам, ако се удаиш, ке те скршам од ќутек, Милено. Искачај бе, кај си отишла, Милено, како не ти е срам, Милено?
Милено, шо е она таму? Еј, шекеринска во кајче! И нормално излегува Милена од вода, ја фаќаш за уво и починаш со дисциплински ќотек. Од море па се до хотел. Влечеш за уши, маваш, пцуеш, викаш. И не си вистински македонец. Ако во тој момент на Гркот, кој што цело време ја гледа таа семејна драма и те прашува "Excuse me, sir, where are you from?" не му се свртиш и не му кажеш "Од Скопје, бе, брат." Вистинскиот македонец мора да купи барем една крофна дневно од оној дебелиот, испотениот, кељав, малав грк кој што шета по плажа и се дере. Локумадес, локумадес, локумадес. Признај, вие сте купиле. Некои по две. Вистинскиот македонец мора да јаде лубеница на плажа. И се знае, лубеница се јаде до она зеленото, која загорчува малце. И кората обавезно се остава у песок. Знаете зошто? Па греј од тебе осине да се пикаат у канта за ѓубре, не е по хасаб да му еба мајката. Вистинската македонка пуши цигари на плажа. Ама со кармин. Се препозна у ситуацијава, господјо? Не. И од пушокот обавезно се остава у песок. Да види цела плажа што пуши македонката, бе. Улошка по правило се менува во соблекувална, ама не се фрла во канта за ѓубре. Се стави у чаша од Нескафе. Па се шрафи по клопецот. По упацва на Икеа состави сам. И главниот декор, цевчето од озгоре. Така склопениот продукт се остава во песок на најжешкото сонце. Затоа што сончевата топлина дезинфицира се. Кембридж, јеби га. Вистинската македонка многу лесно склопува пријателства на плажа. Најчесто со некоја србинка 3, 4, 5, 6 лежалки од лева страна. И муабетот од прилика оди вака. Јаој, сестро сладка, да ти ја нешто речем. Па јуче она свекрава моја, знаш, од мој муж мајка, нам ја уđела у собу без да куца. А ми погачама пред оно, бре, знаш. Ма не купаче гаче, бре, беле оне, знаш, стружанка струга. Ма права селјанка, бре, кој ни из ваше Врање. О, извини, ти од Врање си? Вистинска македонка не е македонка ако не се кара на рецепција зашто не и се сменети чаршавите. Пошто нели, all exclusive. Excuse me, why don't you change the charshafs? I sleep on white charshafs today. At my home I change the charshafs every day. I pay all exclusive for this. А тек шокот што ќе го доживее кога ќе дознае дека треба да плати 3 евра депозит за да земе пешкир за на плажа, човече. Па пак ли ќе краде за качалки место сувенири, бе? Вистинската македонка не е македонка ако не купи барем една оригинална Луи Вутон, ташна од некој бамбус од Уганда на плажа. Пошто ние на Битпазар кај нас не се оригинал, сите знаеме, нели? Ама не знаеме дека чичко Луи Вутон има фабрика у Уганда. Луи Вутон Угандин Edition 2015. Знаете зашто македонците многу сакаат all exclusive? За храна и пиење, бе, луѓе. Колку сакаш. Оди македонецот у бар, зема кригла пиво, 2 голтки ја фрла. Се стоплило. Зема нова кригла пиво. 3 голтки. Оди кај жената, ја фрла. Се стоплило.
Зема 3 кригли пиво. Една пие, 2 дава на зетот. Се враќа назад, зема уште 4. Дели по плажа по пут, така негде до кај 10-тото. На 10-тото више мора да иде да моча. Ама кај кајчето на Шекеринска. Затоа што далеко е хотелот, бе брат, кој ќе оди до таму сега да му мајката. Ама кога е дома, македонецот пушта рака по пиво, ама граба оцет. Затоа што кад пиво не е гага, и киселина е блага. Вистинскиот македонец мора да знае да носи минимум 5 тањири наредени на една рака. Сите пуни до врв. Кој вика бе дека школки и баклава не идат заедно? Па една се живее бе на баба мајката, кога ќе пробаш ако не сеа? Плюс тоа знаеш дека жената испакувала 2 кутии линекс од дома. Гревата е да се фрли да на. Знаете дека имаме посебен знак за распознавање на плажа, нели? Одиш у она најжешкото, шеташ, гледаш, чим видиш купаки да се сушат на чадор, шо правите? Како сте? Кога дојдовте, бе? Ние денеска. Кај ма најефтино гиро дека, бе, колку? Евро 80, евро 9... 2020, човече! Не ми се веруе. У тој момент звони. iPhone 6 прва копија од Дубај преку ИСИС канали. Ало, кај си, бе, брат? У Грчка на All Exclusive сме. Брат, каква понуда ни дадоа, не си свесен. Значи, за сите по 100 евра, нас за 150 ни го дадоа. Ама, брат, храна, боли глава, не си свесен. Значи, јадење, пиење, колку сакаш. Иди у агенција, кажи тик-так дека те прати и ќе ти завршат работа и тебе, има место еден куп, времето е супер. Фактурата? Ќе ти ја платам фактурата кога ќе дојам, дај не ме заебавај сега, бе. Ало, брат, се губиш. Ало. Ебата грчките мрежи, ебате. И така цел ден. Доцна во ноќта. Доцна во ноќта, сите спијат. Србите спијат, замислиш. Русите спијат. Само терористите и македонците се будни. Терористите вежбаат како ќе се искрцаат на плажа од Чамец, а македонците играат јамп. До 4 саат са бајле. И у 4 саат се знае, одиме на плажа да фатиме лежалки. Фала многу. Добро ме не се штедете да ми се не видите. Многу ми се свиѓа господја како се смее у втори ред. А сега, бидејќи се надам дека доволно ве отворив, ве препуштам во сигурната уста на Бојан Велевски. А за мене? Педерска работа. Педерска работа. Па нели знаеш дека има уште еден позади? Стендап Македонија! Може, добро вечер Скопје! Мрзам тврди предмети. Подалеку, братче. Волку луѓе на едно место у Скопје има само бюро за вработување на митинг. Јеби га. Да, значи, имаме и мунгоси од Африка. Не знаев. Тазе увезени преку Гевгелија на топло. Братче, тебе некој црнец да не те фатил, бе, од Савајле? Го има фатено црнец, Зато така се смее. Он се смее длабоко у принцип. Ама кога му го, знаеш, опазали кога го фатил црнец. Да ти е. И сега така се смее. Ако. Може. Значи, само у бюро за вработување на митинг.
Зашо ние правиме избори на секои 2 години? Зашо? Тоа е национална стратегија. Ама ќе стасаме до тоа. Знаете ли вие што е најбитно за македончето у политиката? Сендвичите. Значи не е битно кој ќе тепа на избори. Не е битно што ќе се дешава после избори. Битно е дали ќе има сендвичи за време на избори, бе брат. Тоа е најбитно. Зашо имаме избори на секои 2 години? Туку така, не сакајки, од рукав, а и на 2 години. Демек, таков е периодот. Не е женова таков да е периодот. Значи, не е тоа. Тоа е смислено, мислено, мозгано, национална стратегија за прехранување на овој народ. На секои 2... Па луѓето преку цела година немаат шо да јадат, двај чекаат избори да дојдат, бе. Гага сендвичи, братче. Ама пази, кога ќе размислиш малце подлабоко, не се само сендвичи. Маичка ќе си ќариш. Капче. Беч. Ексклузивитете беч. Па сега тамо март, април, ладничко е. Ладничко е, може некој шалче ќе падне, ќе улета некој шалче. Или еве ја, например, или пре вунена чарапа. Иновација. Нели са иновации бараме, даваме пари за иновации, нови идеи, програми се пишуваат. Од мене на програма, бе. Идеја, одма. Вунена чарапа, братче, усред избори. Ти мене бомби, ја тебе вунена чарапа. Ајде бе, дојди, ела ваму. Премести се со време, брат. Затоа имаме ние избори на секои 2 години. Втора најбитна работа за македончето политиката, знаете ли што е? Реформите. Реформите, али у однос на сендвичите. Значи, мене ми е многу драго што нашите партии ги следат светските трендови, да, и светските трендови викаат дека во последните години во светот се појавија многу вегетаријанци. Така и кај нас. И имате нова реформа, план проект. Реформа на терен, одма спроведена. Бабап. Сега немате само сендвичи. Имате сендвичи и сендвичи за вегетаријанци. Едните со салама и кашкавал, другите само со кашкавал. И чатпат павлака. Ама тоа само за главниот митинг у Скопје. Да ги мотивират. Како бе да ги мотивираме овие вегетаријанци? Брат, тури павлака. И како ти текна у пичку, матерно, еднаш се живее, бе, ајде. После ќе фатиме тендер, ќе наплатиме и за тоа. И после скупи биле изборите. Па како не се скупи? Сега одма ќе пресметаме колку сендвичи ќе се изедат. Одма. Едниве ќе поделат едно 25.000 сендвичи, 30.000 максимум. Другиве ќе поделат едно 100-120.000 сендвичи. Тоа се у старт 150.000 сендвичи. Пута 2 евра. Колку пари е тоа, бе, брат? Пута маичка, пута капче, пута вунена чарапа. И после скупи биле изборите. Па нормално дека се скупи. И овие нашиве партии прават избори на секои 2 години зашто го сакаат овој народ. Треба ли овој народ да јаде нешто? Треба ли да го облечеш? А? Шо е тоа порано? Една мајца 4 години. На шо личи тоа? Сега, братче, на 2 години. Таман ке ти се излити тоа кругче тука бројката, нова мајчка си може, братче. Може, ајде да се напијам малце вода. Фала! Избори се ближат, газови ке се лижат. Да, јас си знам. По мене. Тоа е друга тема. Така си е. Избори се ближат, ама мене ми е многу драго што вечер во Скопје избра да дојде на стендап. Добро вечер. Многу ми е далеку ово, бе. Оди вам, оди, не се плаши. Оди. Ете тука. Сега. Значи, вас ви дадоа сендвичи да дојде тука? Какви педери сте, без сендвичи не мрдате од дома, бе.
И после како си ја напунил салата, со сендвичи како сум ја напунил. Овие што нема дојдено, нема добиено сендвичи. Затоа нема дојдено. Иначе официјално сме распродадени, да ви кажам. За сите што ми се наљутија денеска што немаме карти. Додека сме тука ке политичарите, сакам да кажам дека нашите политичари имаат една професионална деформација. Таа деформација се вика многу ветува, брзо заборава. Дополнителна деформација ништо не исполнува, тоа е друго. Значи он нон-стоп ветува, другарче. Само ветува, например, значи тоа му е така, он така функционира. Например, Сабајли иде на работа, искача овој комшета што е невработен, нели? Само он е вработен у зградата. Нема друг, он и жена му, толку. И искача се сретнуваат тука со комшијата, нели, у влез и комшијата му вика добро утро. Ич да не се киреш, ке да работиме и тебе и жена ти, мајка ти, татко ти, деца, сите ќе работиме. Ама братче, моите се починати. Ја како нека искачат на гласање, не е проблем. И ама сте дарежливи ко плата у државна администрација, од први до пети тачно. Одма, аплауз, браво, добро е. Фала. И тоа му е професионална деформација, братче. Иде ке жена му, пред да искочи да иде на работа, на седница, иде жена му се шминка, него перцепира 2%, има швалер жената, шок курац ти. И доаѓа овој, унатре, женава се шминка и он влага, нели, обеќава. Жено, ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница, ќе имаме секс, ако треба и 2 секса ќе имаме, и ветувам, сега дека ова со рокови, нели тоа, сега нели е тоа модерно, ветувам дека нема да свршам пред ветеното, а ако свршам пред ветеното, да умрам или загинам за Македонија. Модерно е, братче, рокови. Докај си ти со тоа? Па не знам, премиер, што во неделја. Тоа е рокови. Значи, како што знаете, правам турнеја низ Македонија, сега идеме само во Источна Македонија, делиме во 3 етапи. Оваа турнеја немаше да се реализира без мојата сјајна екипа која што е тука негде и позади таму, молам да ги поздравиме со еден аплауз. Фала и многу на моите родители и така натаму, тоа на крај ќе го кажам, ајде да не јадам гомна сега. И сакам уствари што е поентата. Значи сакам да ви споделам неколку причи од тие што ми се десе овие месец и пол додека идеме низ Македонија. Бевме у 10 градови, секаде имаме минимум по две приказки, ја избрав само 2 вкупно. Првата, ми се јавува некој си газда на кафич од едно помало градче у Источна Македонија, звони телефонот, ја кревам, викам, ало, Бојанчо! Знаеш, као дедо ти да те праќа по цигари, разбираш, иди купи цигари. Ало, Бојанчо? Да. Слушај, керка ми те тебе многу сака. Викам, овој за зет да не ме сприкам. Добро, ајде, далje. Гледала ти таму на тоа интерно. На интерно те гледала, си правила таму нешто стенд-мент таму. Шо е тоа? Стенд, керефеки, вицови, шо кажуваш? Викам, стенд-ап, стенд-бај, тоа. Ја тука имам кафич, продаде нивите, имам кафич тука, у тај град. Колку пари кошта тоа стенто? Па викам едно 200 евра. Колку? 200 евра? За вицови да кажуваш? Па ја ке застанам вицови ги кажувам, бе, дека даваат 200 евра, бе? Ама викам, значи, господине, не се ова вицови, ова е стендап. Пееш ли бе нешо? Не пеам. Не пееш 200 евра! Ма господине, че ова е стендап, ова нема везе со пење. Свириш ли бе нешо? Сега више тука те фаќа страв, братче, од недеш да ти искочи од негде у пичку, бе. Кам... Не свирам. Не свириш! 200 евра за вицови да кажуваш! Па ова керка ми е ненормална, 200 мајки има да ја ебам, бе, бутката мајка... Гаси телефон! Кај живеам, бе, ало? Стендап! Седи дома, нешто! Учи факултет таму, нешто, не пишу книга, ебате. Вчера бевме у Валандово. И идеме у Валандово и да се сместиме у Сите еден хотел што го има у Валандово. Сите еден, да.
И идеме со девојка ми да се сместиме, влагам унатре, не качува таа газдарицата, те туко во, но влагам унатре, гледаме, окей, све супер, се отиде жената, ние седиме како црепу и гледаме, окей, кревет има кревет. Значи нема перница. Значи нема за што се покриеш. Има нешто као перница, али то ти е перница у покушај. И се симињаме доле, викам, абе шефице, викам, абе може ли дајете некоја перница, викам, ова нели, викам, ова, знаеш, многу е тенка, не може да спиеме. За преспивање ли сте? Па да, па тука само туцат се одаци. Ама ти добар си. Демек ти не ја туцаш, добар си. Чим не ја туцаш, добар си. Што не кажа дека се преспивање, сега ќе ми донесам ја зимска опрема, нема проблем. Прибор за спиење. Кебиња донесе све, окей, у реду, ајде, добро. И, иначе, за тие што не ме знаат, јас сум Бојан Велевски, за тие што ме знаат, јас сум исто така Бојан Велевски. Иначе, као хоби се бавам со глума и со стендап, а по професија сум баксус. Сега ќе ви кажам и зашо. Значи, ја на времето, кога прв пат сум се родил, кој свати, значи, на времето, татко ми многу сакал да има керка. Еве ја керката. Малце со брадичка. И тука има брада, ма не, тоа не е битно. Тоа беше ирелевантно беше. Непотребна информација. Тоа ти е као некој кој ќе ти дојде на, знаеш, си седите, си правите мобите, се убацува трета особа, блиска, вика, леле брат, како сум се посрал се у пичку, мат. Не, фала за информација, мислам, немаше да спијаме, брат. Кој ти курат за тие? Немаше да спијам, бе, затоа беше ирелевантна информација. Нема везе. И татко ми на времето многу сакал да има керка. Сега, татко ми се вика Зоран Велевски, ама на времето имаше туку у Скопје еден многу популарен балетан, повозрастни да го знаат, се викаше исто така Зоран Велевски. Велам имаше, бидејќи човекот веќе не е меѓу нас. И јас сум роден у исти ден со керката на Зоран Велевски. Да, жива вистина. И доаѓа татко у болница, нели бидело тоа што бидело, доаѓа татко у болница, доктор вика Зоран Велевски, да, Зоран Велевски, сопруга Велевска, да, Велевска, да, земјаните тоа испрат горе, што биде? Керка! Ома тука вртење телефони, дедо баба една страна, дедо баба друга страна, чишко една страна, баба детета, сите доаѓа тука плекови музика, се дешава 300 ствари, бомбонјери фрчат скари тука, идат нагоре се качуваат на втори спрат, влага, еве вашата сопруга. Братче, ја може сум пијан. Ово е керка ми, брат, али ова не е жена ми 100%, еј. Женава го гледа, вика, доктор, ја не сум пијана, тази е породена. Ово е керка ми, али ово не е муж ми, другарче. Чекайте малце сега, Зоран Велевски? Да бе, да, Зоран Велевски. Велевска, да бе, да, Велевска. Балетанот? Не бе, ја у желеница работам. Ау, ти си другиот Зоран Велевски, бе. Ти си на трети спрат горе. И шо? Машко, пудат. И дошол татко и кога ме видел, прво првите зборови му биле, пуда тибам, баксусо да тибам. И како да се вика детево да не се вика баксус, Бојан. И така се роди Бојан Велевски баксусот. Али види, има една позитивна ствар. Тази увезени мунгоси, многу ги обожавам у Гевгелија, имавме какви мунгоси имав у Гевгелија, тројца напушти ја пред време. Не ме терајте. Значи, баксус, братче, баксус, али види, има една позитивна ствар, кога знаеш дека си баксус, барем знаеш дека никад нема да фатиш у кладилница, бе, брат. Не факаш у кладилница, крај. Значи, јас сум толку баксус, што и да сакам да уплатам ливче,
ќе ме згази кола на путна кладилница да ти е. Значи, не бе брат, не уплаќам, разбираш. И сакам да прашам тука од мажите у публика да крене рака некој, дали некој имал грда девојка у животот? Шо рече? Само мушко си имал? Не те разбирам, брат. Ке речев да те рече грдак да те разбирам. Вака не... Валја он те разбира таму. Може да си размените бројчиња. После. Ке ми биде интересно, еј. Па еден црнец ако ви суба... Ле, јако ке биде. Ке јадете банани цел ден, зрели. Она, јако зрели банани. Скоро црни, она, знаеш. Со многу витамини. Значи... Не, добро, битно ми е дека се забавljаме, тоа е најбитно. Значи, види сега, грда, у реду. Види сега, нели као жените важат за понежна половина, за поубава половина. И тоа, знаеш, кога имаш грда девојка према внатре, меѓу вас не е проблем. Према надворот проблем, братче. Значи, нели, доаѓаш и викаш, добро вечер, јас сум Бојан, а ова е... мојата... половина. Значи, види, од друга страна, например, па, окей, добро, а например, кога другарти ќе си фати јака цура за девојка, муабетот у друштвото е многу конкретен. И конкретно насочен кон конкретни точки. Нозе, къс, цицки, уста. Леле, брат, каков гъс има и. Леле, братче, колко е, леле, ау, братче, ако ти е цура, не би, просто не ме сваќај погрешно, брат. Значи, конкретно е, има зашо да се прави муабет, разбираш? Имате муабет, кога е грда, шо ќе му каже, брат? А он среќен, као овој, фатил цура, разбираш? Конечно! Една му е, таа е! Абе, братче, има една песна, викаше "Ние живот и една жена, ама не ја знаеш таа." И доаѓа типот, вика, среќен, вика, братче, кажи каква е, јака. И сега ние стоиме код срепо и 5 души го гледаме. Да бе, брат, топ. Општо е, разбираш. Да бе, да, онака, ја бе, цура ко цура, разбираш, топ. А у тело? Кажи како јако тело. У тело? Топ карактер има у тело, братче. Кога ќе ја видам многу убави очи има у тело да ти е. Значи, толку е грда, што кога ќе го отвори фрижитерот, пола храна се расипува, бе, брат. Ова го зборам од искуство. Мене никој не ми дава дома да се фатам за фрижитер. Сигурно и на тебе, брат. Од тука те гледам. И сега, нели, напунив 27, сега у јануар ќе правам 28, немам коса. И од дома те бркаат, ајбе шо напре, иди жени се више, да не те гледаме више од дома, шо е ова. И сега викам, добро, ајде да се женам, која да ја земам, бе? Викам, размишлям, сакам спортистка. Тенисерка, братче, за тебе ти папне една клоца, толка и бутови имаат. Има цела недела да кривиш, вака кидеш. Викам, тенисерка да земам. Види, со тенисерка има да се осеќаш као најболи јебач у мало. Братче, ти ли си тенисерката, бе? Тој да те земам, ела позади. Ела позади. Да баш да видам како овоа, како преминало. Тенисерка, братче. Знаеш зашо ќе се осеќаш као највеќе јебач у мало? Не дека она е толку згодна, туку колку многу јако стенка као тебе, бе, братче. Многу јако стенка, бе, брат. Сте гледали женски дуел у тенис? Тоа ти е као лесбијски порнич. Да, само што тенисерките боље стенкаат. Сте ги слушнали ли? Она Курникова, Шо личи тоа, бе? И ја дома, у недела, у 3 саат, гледам Евроспорт тенис, на муте. 3 сати, братче. 3 сати. 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 3 сати.
Мутав се правам. Мајка ми спие, трета смена на работа била. Овие врискаат. Жената вика, сега ли најде порничи да гледа од 3 попладне, па од дневна не можам на мочење да искочам. Не е нормално, виде будала неваспитана говедо. А нема везе, ти тенис гледаш. А добро што не е пинг-понг у пичку, матер. Као ќе звучи у пинг-понг? Али види, со тенисерка, ако фатиш цура тенисерка, кога се расправате на дистанца, братче. Значи ти од едниот крај на маста, тако струмици маста, а она од другиот крај на маст. И гледа нема тениско топче у близина. Пошто братче, не дај Боже еден бекен форхенд, бекен форхенд, остана без зуби брат, толку. Крај, импланти по 50 евра, готово си го најба, дигај кредит. И, окей, тенисерка, у реду. Али, например, сте ги видели ли овие што креваат товар, бе? После тенисот, нели? Ми се убацува една, значи завршува тенисот, не шао, и гледам овие што креваат товар. Викам, замисли оваа да ја земе, баче. Ку знае шо фаца прави кога свршува, бе? Ја замишлям врз мене. Не знаеш дали да бегаш! Шо да правиш? Не дај Боже да и се отпушти! Не дај Боже да и се... Отиде на Костозглобно! На Карил! Не те спасуе ни ова Спазија Софијано, никој не те спасуе! И... Викам, замисли ова за жена се земе, браќа, топ! И викам, чека да најдам на интернет некоја JPG сликичка, да најдам некоја до 200 кила. Шо дига до 200 кила, значи. Толку ли бе мисли дека неам вкус? А не е уредово. Не, мислам, башка мислам дека сум вкусно облечен. Малце смрди, ама нема везе. И, значи, ја гледам една, фатена, значи, многу тачна, таа популарна беше, гледам по настапи да ја препознаваат сликата, значи, вака изгледаше сликата. Она, братче, фатена, утачен момент, онаа фацата што е, видиш, и како вака го држи тоа, и утачен момент, како се подмочнуе. Али у фелш. И гледам, викам, кога ја видов сликата, викам, еј, топ идеја за фонтана на плоштад у Скопје. Шо ми фали, бе? Шо ми фали на оваа? Ќе ја поддржите ли оваа идеја у собрание? Ќе дајме ли подписи за ова? Топ идеја, па нема трошок, бе, толку е тоа. Па ако може да има лавови што повраќаат тамо, зашо воа да го нема, бе? До сега има три лава, има угинато до сега. Кај се овие анима мунди? И вика, да, тачен момент. Знаете ли вие зашо Букефал да дигнат на 2 нозе? За тебе, брат, знам дека не знаеш, од Африка си, пеле. Знаете ли зашо Букефал да дигнат на 2 нозе? Па за да видиме зашо кур пари сме дале, брат. Ја курако. Кога ќе дојдат од странство некои, а странци ве доаѓаат и не да поштат и кажат, excuse me, а вие по што сте познати туку у Македонија? Ја по курако. Гледаш како те грее. Може цела Америка со се Обама да ја надене. А тие двете топки, што те боле кура за топките тебе? Естетика е тоа, 2 милиона е топка, бе. Не разбираш ти тоа. Да не забораваме една едукативна ствар на оваа што беше со теговите. Ми кидна мислата од овие мунгосите. Да, многу ми е јака фората, морам да ја кажам. Значи, например, со оваа што дига тегови, не можеш секс да имаш. Например, да сакаш да и влезеш во мисионерска поза. Да објаснам мисионерска поза за вас сега. Значи, мисионерска поза е поза у која што жената само лежи со трите дупки вперени према мажот и ти пробуваш да го мушиш у една од дупките.
Тоа е поза у која што жената само лежи, ништо не прави и јаде гомна. Побрзо, побрзо. Ја го ја. Tego te. Сјаки дое. Чекај маца, ма не толку споро, побрзо, не толку брзо. Појако, не толку јако ме боли. А ти не е пито дали можеш, брат. Копај нивата, орај. Разбираш, ти не си питен. Она е најбитна. И да се вратиме на оваа. Значи, да сакаш на ова што дига тегови да и влезеш у мисионерска поза, она лежичи, она лежи ти таманта и влезеш и оп! И мисионерска поза е поза која што ја викам уморни косач поза. Или ја дојде. Али види, имаш разлика. Уморни косач поза е, она лежи, гледа турска серија, а ти клецаш. Значи не се интересирана, брат, че вика, леле, у пичку, ајме до каде, а не и текнува да стане. Не. А ја дојде е малце, како да ти кажам, ентузијастичка. Она дојде ка ја дојде и ти се смее. Не знам зашто се смее, ама се смее. Разбираш? И сега кога сме кова едукативно, да, документарно едукативен образовен програм, нешто седам на Facebook и ми искача некоја статија на интернет, некој истражување, пази, германци више не знаат кај да трошат пари, и германецов истражувал и статијата вика вака: македонците имаат најмали куриња на Балканот. Ама се насмеа во втори ред. Среќа дечко ти не е тука. Што е ова, бе, викам? Ја дурнеа прочитав статијава, не ми беше јасно како може кој како сака така да не дупи. Еве грците на пример. А ние не сме имале зашто да дупиме, бе, луѓе. Грците на пример, они не дупат како сакаат, братче, од напред, позади, уста, уво, у нос, у грло, отворено, ларинголог ни прават секој ден. Разбираш? И да. Значи како сакаат не дупат. И што е најстрашно, ем не дупат, ем не викаат по име, бе. Еве те прашам, ти девче, како се викаш? Данче. Еве да замислиме ситуација, дечко ти те клеца секој ден. И наместо Данче Ирена ти вика цело време, како ќе се осеќаш? Убаво ли ќе ти биде? Така и на нас не е убаво, ние се Македонија, они Скопје. Не икам без Скопје да ме викаш. И ја праќам статијава на девојка ми, на чат, и ја праќам на чат, она прави само едно син, и ми враќа едно кратко и јасно, тачно. А јас сум и прв. Али сигурно ми е поголем од твоја, брат. Па сега ти види, мислам, разбираш. Еви га и сега некој публика си вика: еј, комичаре, не смешен, не тебе мамек, еј, лажеш. Не ме срце, ако сакаш ела позади ке се совлечам. Има да се утепаш од смеење. Ке ни биде смешно. Еј, какво е? Ли, ми е страв да го бацам, да не го прокутам, сега ке отиде, Лице, сега ќе се дигне, така? Шо, дигна ти е? Шала на страна. Много јако го кажеш на стендап, шала на страна. Зашо дошле луѓе ово да ти? Не, значи вака сега. Јас сум стварно глумец. И сега, окей, тоа све, али се е тоа уреду до моментот кој ќе треба на баба ти од 89 години да ја објасниш дека си глумец, брат. Значи, тоа е немогуча мисија. Шинко, шо работаше ти? Глумец, бабо. Шо? Глумец, бабо, глумец. Шо збора, бабо? Адвокат, бабо. Убо! Убо, сине! Крадеш го народу, ама за тебе нека има.
Да, значи, глумец, јеби га, проклета професија. И сега као, кога ќе отидам неден надвор, значи, на настап, дали негде низ Балканов, и сега ме прашуваат колеги, вика, абе, добро вика, ви у Македонија, таму, вика, тоа глумците, вика, нешто, работите ли, вика, снимате ли нешто? Снимаме, брат, како не снимам? Еве, ја, например, 2 пути имам путја снимано. Да се работи нешто. Жените. Данче, жените се вечна тема. Значи, ја кога сакав да ги разберам жените, викам, дај да најдам некоја паралела, барај паралела, и древам на Фейсбук и викам, абе, глуп. Па Фейсбук ти исто као жена, од неколку причини. Прво, со него не можеш да се разбереш, ама па не можеш ни без него. И второ, таман ќе го научиш како функционира, он се менја. Сте ја приметиле ли фацата на жените кога се расправаат? Ја викам таа ризик фаца. А ако е од Ѓорче, шо мајка ти? Добро, не е само Ѓорче, припор натака. Каже се цепе дрва, од цепање дрва доаѓа, брат. Шо мајка ти? Значи, па таму се греат на дрва, шо? Ние дома не се грееме. Исклучено ни е парното. Нема на шо да цепам. Али тебе можам да те цепам, брат. Да те разцепам. Като ружичка да те отворам. И не знам зашо штипскиот ми е посмешен кога дупам него, не знам зашо, интересно ми е. Значи, да, и фацата, братче, значи, доаѓа, значи, ја прави фацава и сега ја прашувам, викам, маче, зашо ти е ваква фацата? Каква? Па, таква! Таа ми е мене фацата, Бојане! Таа ми е! Па ти беше таа фацата да те пикне во подрум луци да бркаш, бе, будала. И сега пази што се дешава. Или ти може би мислиш на некоја друга? Зашо, бе, Данче, мора да има секој пат некоја друга? Зашо мора ти стално да убацуваш трета особа женска кога се расправате? Зашто? Непотребно, фокусирај се на нашиот проблем, разбираш? И тера даје вика, или ти може би мислиш на конкретна особа има, пази. Или ти може би мислиш на она убилите панталончиња, Бојане. Може би фацата ми личи на неа, ама газот не ми личи, така? И сега, ќе ви давам еден пример за оваа ризик фаца. Значи, онако ќе се изнервира, братче, оваа фаца, и прво иде фацата едно 15 минути, па иде она, разбираш? И сега ќе ви кажам една ситуација со фацата. На девојка ми роден ден, ја доаѓам кај неа на врата, звонам и викам да ја оригинален сакам да бидам, разбираш? Да бидам оригинален, се трудам. И не се кај ми улета на МТМ. Гледа ли некој МТМ? Која е таа телевизија? Добар ден, јас утепав двајца луѓе, а вие шо правите? На МТМ. Го јам кажано овоа, никој нема дознаено, нема везе. И на МТМ ми се убацува спот од Маријан Стојановски, го знаете овој со вегите. Да, овој што двете веги му се као две лебарки што се парат. Споени. Едно време пробуеше да ги оддели, ама нема се гледа тука, братче, тоа не ти проаѓа така. Заебавај. И викам, ми улетува спотот од Маријан Стојановски кога доаѓа со цедето на врата. Викам, Бојане, тоа е тоа. Прво, овој спот никој го нема видено. Никој не го знае. И она ќе мисли, ти си оригинален. И доаѓам јас со цедето, го банте тој спот, нели, со цедето. И звонам на врата, она искача со цедето од Маријан Стојановски, кога он на спотот кога влага. И почнем да пеам. Роден ден, мала забава. Она почне веќе тука веќата една.
Дојдов без да ти се наја... Другата веќе? Авам... Викам, Маријанчо, братче, ти да се најавиш, до сега си ти ке си отиде, брат. Ама добро, нема везе. И стојам вака со поклонот. И почиња лентата тука. Говедо едно пичка ти материна, ова не е поклон за роденден, ја тебе ќе ти купувам саат од 150 евра, ти ќе ми дојдеш мене со цедот Марија Стојановски будала една. Што се курчиш, ма? Сите комши не разберат. Што се курчиш, ма? А иди најди цедот Марија Стојановски да те видам, бе. Не постои. Побрзо, живот на Марс ке најдат него цедот Марија Стојановски, бе. Па што? Па тоа цене треба да има посебна витрина у археолошки музеј на Македонија, бе. У оддел за ископини. Пошто кога им го однесеш тамо ќе ти речат, од кај го ископа, бе, брат? И тука ризикуваш девојката да ти раскине, ама за озбилно. Пошто има и за неозбилно. Вечерот ти раскинуе, са бајлета у 8:30 те буди. Маче, извини! Ја малкучку педера вчера! Ама уж еднаш ако ми дојдеш со цедот Марија Стојановски, ти ема матер! Сега. Да, тоа е жена, братче. Значи, има два типа на жена. Комплицирана и покомплицирана. Значи, види само колку списанија има за жена и свете јасно, за диети, за облека, акцесори, шминка, секса, за маж има само едно. Билтен. Значи, не е ни списание, братче. И кај нив све е у шифри. Кај жените све е у шифри, брат. Нема конкретно, значи, еднаш не е дошла да ми каже Боки, тоа и тоа ми смета. Јок, бе, брат. Увек ја праша култното прашање. Маче, шо ти е? Ништо не ми е! И сега, ова навестува една расправија, која ќе трае 5 минути. Меѓутоа, види, за нас 5 минути се 5 минути, за нив, братче, 5 минути се 45 минути, разбираш? И увек почиња со нејзиното ништо не ми е, умеѓу време ти почињаш да збориш, али си стаен на муте. Значи, не допираш до неа, брат. После 45 минути. Прај што сакаш! И си оди. Или, например, втора шифра. Гласно воздивнува. Оваа се спаја со фацата. Прајте муабет. И она више зима ваздух, тука више си на далина. Сега, ова не е збор, не е реченица, али е невербална изјава. Невербална изјава, не звучам ко портпаролов на МВР, невербална изјава, човече, не ми се... Сте видели ли пресконференција на овој заменик, ше портпарол на МВР што беше? Видите е? Вака изгледа тоа. Ова е невербална изјава, која во 99%, чек малце, од случаите е погрешно протолкувана од страна на машкото лице. Значи, кај сите портпароли, таа кабината е стандардна висина, кај него е 25 сантима пониска, пошто не дај Боже, некоја пресконференција и лицето БЦ влезе у ФЦ и тука со шипки коци тупат. Ке попие некој микрофон, ке остане без око да тија. Гласно воздивнува. Следна шифра, да се врати жените, да се вратиме кај нив. Трета многу опасна шифра. Уреду е! Значи, ништо не е уреду, братче. Знаеш што е најстрашно? Ништо не е уреду, ама ти па не знаеш што не е уреду, бе, брат. И...
Далje. Кај нив, кај жените све е обратно. Све. Ако ти каже да, значи не, ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура ти вика немој да ме фаќаш тука, никако дечко имам, немој да ме фаќаш, тоа значи фаќај ме, растури ме. Твоја е, братче. Ја клеца 100%, осим ти, братче, ти нема шанси. Ти нема шанси. И сега, све е обратно. Доаѓаме повторно до ситуација со маста. Петок, 6:30-7 навечер, она гледа турска или индиска серија, зависи што се нуди. Ти пристапуваш со мала доза на страв. Секојдневна ситуација, ќе стасаме, ќе ви се разјасни. Не бе, ќе дојам па таму, живе, седи. Влагаш. Маче, оди свари кафе, сега. После 5 минути, ако е на плинско 3. Повели, фала. Кажи. Кошула у пичку, матер, треба да се пегла у маму, да ти е... Кажи, не бе да те прашам дали имаш за перење на 30, да ставам за перење. Шо е? Маче, знаеш дека денес е петок? Да, знам. Чисто да прашам. Ја сакав да искачам. Ке искачаш! Да пружам алишта, де? Алишта ке пружам до двор да искочам, значи... Не замарај, гледам серија. Пружаш алишта, јеби га. Се враќаш. Поголема доза на страв. Гледаш далинското да не е при рука, пошто тоа лета, братче. Маче, ние, јас и ти, да бе да, јас и ти мислам, ние, нас, знаеш колку те сакам ја тебе. Со другарите, ки идеш у кафана? Не бе у кафана, онака. Дојди вам. Тука ми е убаво до крај на масата, шо? Дојди вам. Окей, да идам у кафана со другарите? Ако терај си, нема никаков проблем. Јас не мора никаде да одам. Ке си седам дома. Терај си. Тука више ја бара вазната. Ти више си у ходник. Под отворена врата и ти дзирка само главата. Маче, да не си нервозна ради ова со кафана. Не сум нервозна! Доробе сонце, не викај, не вика! Кој вика? Па ти викаш, не ме провоцирај! Прај што сакаш, у реду е! Братче, 2 шифри у една реченица, прај што сакаш и у реду е. Седи си дома, бе, брат. Седи си дома, бе, братче. Може, ајде, може, чим сте запнале, ајде, добро. Седи си дома. Петок, кафана, другари, Миле Кузмановски, не кани ме. Глупости. Седи си дома. Земи си пола кило ракиичка. Салатичка. Цака. Пушти си малечката невеста. Па шо? Па после пола кило раке и малечката невеста ти е профисерија, бе, брат. Само знаеш што нема ти биде јасно? Тоа кога сецка кадарот. Само сецка кадарот у пичку матерну.
За све сецка кадрот. Пример, малечката не се вика, имам пролив. Цела Индија ја дадат. 15 кадри. Сецка кадрот, братче. Значи, така се прави серија со 50 евра, бе. 3 реченици и еден исти кадар по 50 пути врати го. Немало, не можело македонска продукција. Ете ти, бе, брат. Значи, после пола кило ракија, значи само после пола кило ракија нема ти биде јасно само тоа кога сецка кадарот. Дали ти више си се начукал или сител има слаба графичка? Само тоа не ти е јасно, братче. Сега, еден совет за овие што и малку повозрастни од мене што се влезени веќе у бракоразводни обавези и овие што допрва ќе влезат у бракоразводни обавези. Значи, овој совет, братче, се вика за мир у куќа. Тоа е невозможно, ама добро. Тоа е да пробаш неизино да те заебе. За мир у куќа. Иде вака. Немој по ниту една цена да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Абе ме слушаш мене, ти ме што ти зборам? Готово, кај, нема, не, готово, брат, си го елкурот, саат и пол предавање, нема назад. Ете ти, таков си, никогаш не ме слушаш, ја джабе зборам. После ти на мене ми викаш дека ја на тебе не сум ти кажала, ти мене не ме сакаш, ти не можеш да ме слушаш, а камо да... И сега, вториот дел од советот, не паничи. Од неколку причини. Прво, ако е тенисерка, веќе кажав, ако ти га тегови ќе леташ низ прозор, ако е обична цура од Ѓорче си евал мамата, братче. Не паничи. Она така си бара внимание. И сега ти тука треба да ја кажеш, не срце те слушам, како не. Реал Барселона некоја глупа утакмица тука нешто има катастрофа. Катастрофа Меси даде гол 45 метра, ужас. Задниве две реченици не ти ги фатив. Ти се спие? О, шо да ти правим? И, значи, така и кажа, че тука ја смируваш. А зашо бе вие жените не си барате внимание нормално? Нормално е, братче, ти тоа е нормално, ти кажем. Боки, гушни ме, бацни ме, гални ме, клецни ме. Нормално, не сме како вас, барем ние не сме како вас. Не можам сега. Маче, дај бе само малце. Не можам, ме боли главата. Добре, става е со тоа главата, дај смисли нешто друго. Не можам, утре треба да добијам. Добро бе, утре е тоа. Да, утре е. Ама денес стомакот ме боли. Не може. И сега, мажот, сапиенс, вие сте хомо таму, не ве рачунам. Мажот, сапиенс, ја прави најголемата грешка у праисториското постоење свое. Уште од палеолитот. Ја моли за секс. Испери на рука, братче, терај дајле, ке ти спадне, знаеш, на тестостерон, ке ти спадне, ке избатиш од себе негативна енергија, отров, све, не се заебава. Не! Моли. Ајде да прашам тука, дали некој има молено за секс од мажите ги прашам? Шо па да не сакаш сите да ти кажат да! Јас! Ти не молиш, брат, тебе те клецаат, знам. Тебе те исклучив од комбинација. И сега, шо се дешава? Молење за секс, на шо личиме бе која молиме жени за секс, бе, на што личиме бе? Па немаме грам достоинство, бе. Грам достоинство. Па тоа циганчето што пара 5 денара на улица има повеќе достоинство од тебе, бе. Он е конкретен. Он има јасна конкретна цел, има достоинство. Доаѓа и ти вика, чичко, дај 5 динара. Неам. И каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш, брат. Тука си. Малце. Те молам.
сега, види, жена, комплексно биче. Комплексно биче. Треба да ја објасниш што е тоа малце. Да ја разграничиш. Дали е малце као временски малце или малце као главичкото малце. И сега тука ја разграничуваш одма. Маче, те молам, само 2 минути, 3 минути да го ставам преку силикото. И шо е девојката ја брат микровална? Па за 3 минути шо ќе ја навиеш на 3 минути? Ќе го бапнеш 3 минути, ќе направи тинк! Треба да го извадиш и да ти залепиш шамар да тя. Нема логика, разбираш? Сега, жените сакам да ги советувам нешто. Значи, овие помладите сега, шуше не се влезени у бракоразводни обавези. Значи, девојче, кој ќе те викне машко кај него дома, да гледате филм. Значи, нема да гледате филм. Значи, како да ти објаснам дека филм нема да се гледа? Ја може ти го пуштам, ама нема да го гледаме, бе, сестро, како да ти кажам? Ја и викам, тој ке мене филм да гледам, она мисли стварно филм ке гледаме. Будела работа. Од дома сум избркал се, мама, тато, бато, викам, беде, клецам вечер, доаѓа она. Наоружана, братче. Филм ке гледа? Да, наоружана, купила пукани, не пукани, за у микробранова, за не микробранова, кикирики, печени, не печени, љупени, не љупени, пиво, сок, чипс, разбираш, дојде до мраз со 2 кеси. Филм ке гледа. Доја, насмејана, со позитивна енергија, пуна себе, ке гледа некој романтично срање и дојга и вика: Боки, шо филм ке гледаме сега? Шо филм ке гледаме сега? Зини да ти кажам, шо филм ке гледаме сега е бате тоа будал, бе. Филм ке гледам. Насмете се, ќе ме сачекам. Ајде да ви кажам еден виц, пошто нели уваму у град Чо ми вика: вицови кажуваш! Сега ќе ви кажам виц, да не е дека не кажувам вицови. Го фатиле циганчето како краде. И му рекле: сакаш сега да те убиеме или да те ебеме? Да, ме еби ти е чичко. И му дале вазелин и земал тука шлапнал, се мачка, Абе, глупна, газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, чичко, од душа ќе боли. И уште еден ќе ви кажам, овој са бајле го слушнав. Влавот го вика детето дома на ручек: Штерио! Нема братче. 4 деца, мушки, сите Штерио се вика. Од 4 деца, 5 Штерио се да тие. Штерио! Оди дома да ручаме. Ручав кај трајче, тато. Браво, бе, Штерио, бе. Алтан дете, бе, ке те биде, бе. Браво, бе, Штерио, бе. Гледаш ли ме, жено, како сум го васпитал? Гледаш ли ме, жено, како сум го васпитал? Тоа ти е влав. Сега, озбилна тема фаќам. Озбилете се. Ново компоновани македонски песни. Дечко, на шо личи тоа, браќе? Еве, вчера имаше Тамара концерт. И ме инспирираше да напишам нешто за денеска. Она имаше, значи, на шо личат овие песни, еве, нема веќе, знаеш, порано кога моите биле млади, имало некоја дешавка у песните, имало некоја романтика. Денеска песниве се све гола вода, све е директно, разбираш, некои немаат логика. Еве, сега ќе ви кажам, Тамара и Врчак, молчи, љубов моја, знаете? Ја знаете. Знаете како е текстот? Значи нема логика. Треба да ја бараш логиката. Молчи, љубов моја, 1, 2, 1, 2. Чекај малце, шо ма везе ова 1, 2, 1, 2 сум. Аха. Он е уствари од позади и прави 1, 2, 1, 2 и вика ќути мори пошто неговите со другата соба. И тера натака песнава, тера натака и после некое време Тамара му вика: пред тебе ко болка стојам. Ја растурил овој, ја утепал.
Значи, ужас! Катастрофа! Ужас! И сега викаш, пичко, матер, младинава, овие мунгосиве ги испуштивме од рука. Ги испуштивме од руки. Дали сте виделе денеска песниве на што личат, бе? Пак ќе кажам, порано кога моите биле млади имало некоја метафора, имало романтики, нешто е завиено, например, како Вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, кошара ќе израсне, љубовта наша голема. Значи има некоја дешавка ќе ја качи на врвот на шарата, ќе прави качи се сили се клекни си. Има дешавка, ама не е директно, бе, брат. Значи, те остава да фантазираш. А денеска бе овие мунгосиве што слушаат, бе? Млади, знаеш што слушаат? Дей се ќе ти кажам. Пази, значи катастрофа, значи ужас. What I want, what you want, give it to me baby like boom, boom, boom. Шо е ова, бе? И сега, ти доаѓа мал да ти го каже, тој треба да се снајдеш. И викаш, I know a place where you should go. I know a place you belong in my bedroom. Идете у бедрумот и влагате унатре и викаш, get down on your knees just a little bit. Open my zipper just a little. I got the magic stick. И после и викаш, I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. I'll let you lick the lollipop. И она, пред да видиме дали работи фонтаната, имаш она Дели, I'll let you lick the lollipop. Знаете како се предава тоа на македонски? I'll let you lick the lollipop. Чукс. Ако има крив носот, тоа е од многу мај чукс. Бегај. И сега, биде работата, бидна, завршивте работа, не и текнува да си оди. Сакала да се гали, да се мази, а нема везе, ти службено си ја тепал 3-0, чао! Ајде бегај! Не! И сега, и ја пушташ, демек така ти звони телефонот, пошто сме кај песниве, ја пушташ од Владче. Сакам да ти кажам, оди си, некако со други зборови, ало! Еве, тука тепав една 3-0, не текна да си оди, брати, така. Значи, катастрофа. И, кога сме кај песниве, сакам да дадам еден предлог до Министерството за внатрешни работи. Да. Значи, ајде да усвоиме нешто, да направиме нешто по што нашата полиција ќе се разликува од сите други полиции во светот. Наместо нашите стандардни овие джандарски сирени уи бабаб, на што личи тоа бабаб, демек што полицијава го има на бабаб, што личи тоа? Ау, праче ово тебе ме префаќај. Ме колнеш изгледа, ме колне. И викам, наместо стандардните джандарски сирени уи бабаб, дајте да ставиме некоја нова песна. Некоја оригинална песна за растерујање сообраќај. Еве, например, ова. Замислете, доаѓа делегација Обама. Го носат у Македонија Обама и за растерујање сообраќај песнава. Move, bitch, get out the way. И му ка, братче, кажи, на Обама, кажи, да теа не разбираш ти, бе, не ви текне ова, бе, нема во Европа, бе. Ова само у Македонија го има. И сакам да прашам тука, дали некој од вас имал другарче буквалиста? Буквалиста, братче. Значи, со буквалиста не можеш да правиш муабет на раат. Значи, не можеш ништо да му кажеш, пример, да му кажеш, оди изгаси го компјутерот. Кофа вода му фрле, брат. Доаѓаш кофа вода. Шо, па брат, сега толку вода имаше, немаше многу. Ама нема везе, шо, не е многу мокро, а? Иде у веце, искача од веце, пушти вода у веце. Иди пушти вода у веце да ти евам. Идеш после 10 минути у веце, базен. Братче, немаше топла вода, само ладна, ама нема везе, а? Кажи, шлапка до тука е, а? Не е лошо. Шо напа, не ми кажа ти да изгасам, пушти вода. Не е лошо, а? Кажи. Не де Боже да му речеш, иди запалија колата. Искаш на паркинг? Шо бидна? Брат, само литро бензин имав. Сега не гори нешто вау, ама ко за пред нова година добро е, а? Кажи. Значи,
ти го сиевал компјутерот, ти го поплавил станот, ти ја запалил колата, не можеш ни да го опцуеш. Абе, ајди еби си мајката. Ало, тетка Савка, бегај, бегај! Бегај! Деке да ебам! Деке! Бегај! Ке ја носиш на душа жената. А замисли, пази сега. Едно време имаш овие рексоните, тие не користам ја тоа. Се осеќам овој први ред тука, гледам више. Да. Значи, рексоните порано има ние нели до 24 часа заштита, така 24. После искочија 48, дебе. После искочија таму колку ќе му да е 72 часа заштита. И братче, буквалиста си купува една рексоничка, се прска у понеделник до петок. У понеделник и у петок. 3 дена? 3 дена, братче, у понеделник. Иде ми избаја се, не, братче, си пише тука 3 дена, братче, толку. Ај сега да замислиме ситуација. Се возиш у двокатен автобус, нели? Пун со буквалисти, пензионери, полошо пензионери буквалисти у сезона на мишки. Не кеш, братче. И сакам сега збор 2 за нашиот ноќен живот, бидејќи веќе се приближуваме кон крајот на вечерашната представа. Ноќниот живот у Скопје не може никој да го свати. Никој! Значи, ноќен живот у Скопје, само кај нас на една иста журка урокот саат и пол ке слушнеш 16 различни типови на музика у еден исти кафич. Увек почиња со тупси глупси. Пол Ван Дајк тако страње. Тупси глупси, тупси глупси, тупси глупси, глупси, многу си глупси, тупси. После продолжува со хип-хоп. You find me in the club, I'm a full of I wanna love you every day. Нежно. И након ова нежново се дешава еден преокрет, што мене стварно не ми е јасен. Иде вака. I wanna love you every day. Доказ! Јас сам ти живи доказ, када ти буду јавили да вода нешто носи. Што носи вода? То ни сама Цеца не зна. И након Цеце го добијаш мојот омилен Шако полумента. Го знаете, така? Полумента да ти е. Ја прв пат кога го слушав мислев дека е паста за зуби да ти е. Скоро па мента! Со онаа неговата, она е лепша од сношти. Треба да направат реклама за тоа, да направат стварно паста за зуби полумента. Користи полумента и пичеш лепши него сношти. Со онаа неговата, она е лепша од сношти. Мир, прекрасен текст. Длабок текст. Кога го слушам, ми искача вака нешто од лабина ми од тука и од тука, ама не е битно тоа. Пак непотребна информација, пак непотребна. И викам, замисли ти овој прекрасен текст да го рецитира Раде Шербеджија максимално сериозно. Како ќе изгледа тоа? Она е лепша од ноќ. Сношти. Ге мирису коси, до неба ме носи и заноси. Роđen samo za tebe, ljepota od žene, bez nje, mi se kući ne ide. A ona drugana, Mile Kitić, Šankeru, каква е таа песна, бе? Значи, као иде песнава, Шанкеру! Ночас буди друг цели, очи пичето, Шанкеру! На шо личи тоа? Не де Боже да ти звони на аларм са бајле да ти е. Цели ночи пи Шанкеру! Шо е, каква песна е тоа? И ја викам, замисли оваа нашава омладина, турбофолк омладина, да пее странски песни у турбофолк верзија. Како ќе изгледа тоа?
Значи, странски песни у турбо фолк верзија. Пример, оваа нежната, Hello, ја знаете сите, не ова друга една. Hello, is it me? Нежно. Is it me you're looking for? Здраво! Јеси ли мене тражила? Или ова, рокерската. Oh, sweet child of mine. Ей, сладко моје диете. Сладка љубави. Али, добро. Фала. Али види, не може секој да биде турбо фолк пеач. Не. Строги критериуми се у питање. Прво, треба да си вокално неспособен, као мене. И второ, кога пееш, мора да имаш згужвана веја, братче. Значи, без гужвана обрва, ти не си турбо фолк пеач, како да ти објасна? Значи, тоа ти е душата, севдахот на песмата. Значи, еве се ќе дам пример. Гранд Звезди. Звезда Гранда. Доаѓа без згужвана веја. Доказ. Јас сам ти живи доказ. И Аца Лукас у жири. Када ти буду... Не, ово нече да проđe. Не, нема шанси да проđe. Када ти буду јавили... Не проаѓа овој. 100% не проаѓа. Дај други! Доаѓа другиот со згужвана веја. Почиња. Песната, вози интро, он више влага со згужвана веја, брат. Доказ! Јас сам ти живи доказ! Пази го! Када ти буду јавили... Јас Лукас. Проđe ова, може да проđe. Го гледам ке Драган Вучичу квиз, викам, пичку матер, знаеш, го даваат Вучич у кадар, а некој шмрка позади. Викам, што е ово, пичку? И го гледам, после отвара, Аца Лукас бил, со кредитна картичка си игра нешто, не знам зашто. И викам, тоа е тоа, требаше да станам турбо фолк пеач, ме сите услови ги исполнувам, вокално неспособен, згужвана веја, све имам. Ке пев исто као Аца Лукас, само со миена коса. И за крај, со Дали сакате уште малку? Ајде, дайте на аплауз, че им сакате уште малку, ајде. Вчера имав една непријатна ситуација, абсурдна. Правам еден скеч за Ало докторе. И вчера стварно се јавив на Ало докторе, али од мука. И тоа беше многу јак абсурд. Викам, појане, стварно ли ќе се јавиш на ово што се заебаваш, ама нема везе. Јас сега, пошто нели тоа беше актуелно, прислушкувани разговори и така натаму, сега ќе ви презентирам еден прислушкуван разговор од Ало докторе. Замислете дека тука има околу 5-6 души околу мене, тука као на пресконференција. Ало? Алјо? Ало? Алјо? Алло, ај алла бе, хеј! Ало, докторе? Ја докторот тука. Не докторот тука, не е тука докторот. Добро, каде е докторот? Му се качува тренутачно на сестрата. Како тоа мислите? Не мислим, бо глуп, знам. Добро, а кој е таму? Нусрет. Од Арачиново. Државен службеник, чувар. Добро, зошто докторот не се јавува? Па му чурам главата на докторот, бе? Му чурам главата днеска, му се увале 300 луѓе му се увале днеска. И го попарувало, и Нусето го попарувало, и зет му од влада. Го попарували тие свршуватели, не знам како ги видите тие свршуватели. Мислите извршители? Тие свршуватели, тие. Многу дрвале курал бе тие свршувателите, бе.
Како тоа мислите? Многу дрвеле курот бе, тие све се свршувало за 15 минута. Како мислите се завршило за 15 минути? Па така бе, за 15 минута му го напале куќата на докторот. Добро, а кога ќе се врати докторот? Па кога ќе свршува сестрата бе, о глуп! Ај порт мене! И за крај, сакам само да се заблагодарам на моите прекрасни родители, што ме трпат овие месеци пол дена, на брат ми, на девојка ми и на сите оние луѓе кои што беа со мене на оваа турнеја во 2015 година. Да ви се заблагодарам на вас што дојдовте вечерова во Дом на Арама. Многу ми е жал што овие луѓе кои што кои што купија карти, а не дојдоа, и пошто имаше многу луѓе кои што сакаа да дојдат, не бидејќи беше распродадена салата, ми е криво, меѓутоа најверојатно ќе правиме уште една представа. Ми ја наполнивте душата, ми ги наполнивте очите, ми го наполнивте срцето. Ова беше мој настап за 4-ти роден ден, направив 4 години стендап и се надевам дека ќе се гледаме и понатаму во вака полни сали. Фала ви Скопје, фала Македонија. Јас бев и натаму сум Бојан Велевски, а вие бевте најпрекрасната публика до сега во цела Македонија. Фала многу! Stand up, Makedonija.